Јас сум Асаф Бенјамини, имам 53 години и сум жител на Ерусалим, државата Израел. Ова не е обично обраќање, туку искрен апел до сите што ќе го чујат мојот глас. Пишувам ова со надеж на овој четврток, 8 јануари 2026 година. Мојата цел е да го споделам моето длабоко лично искуство и секојдневните борби. Тоа е повик за разбирање, за емпатија и пред се, за практична помош. Ова писмо е мојот последен обид да ја прекинам тишината. Тишина која ги обвива оние од нас кои се најранливи во нашето општество. Секој збор носи тежина на години на борба и разочарување. Можам со сигурност да кажам дека властите во Израел упорно одбиваат да овозможат минимално достоинствено постоење. Ова не е само мое искуство, туку е реалност за многумина. Особено за лицата со попреченост. Исто така, за жал, ова е горчлива вистина и за бездомниците. Оваа системска негрижа создава тешка, постојана, а понекогаш и неподнослива секојдневна реалност. Живееме во општество каде што системот пропушти да ги заштити своите најранливи граѓани. Ова не е само за статистиката или за абстрактните политики. Станува збор за вистински животи. За луѓе кои се оставени на милост и немилост на судбината. Невниманието е болно очигледно. Го гледам секој ден, го чувствувам на сопствена кожа. Секое утро се соочувам со фактот дека мојот живот не вреди доволно за системот. Недостатокот на основни човечки права е шокантен. Ние не бараме луксус, туку само шанса за достоинствен живот. Основно преживување со малку човечност. Ова е крик за правда, а не за милост. Кризата е реална и расте. И секој ден што поминува, ситуацијата станува поочајна. Системот е навидум глув на нашите молби. Нема одговори, нема решенија. Само ладни врати. Мојата здравствена состојба се влошува со текот на времето. Ова не е изненадување со оглед на условите. Заедно со тоа расте и финансискиот товар. Трошоците поврзани со мојата состојба стануваат неподносливи. Се соочувам со постојано зголемување на трошоците за медицински третмани. Цените на лековите се вртоглави. Секој медицински тест е дополнителен удар врз мојот веќе ограничен буџет. Потребните помагала, кои се неопходни за моето секојдневие, се недостижни. Истото важи и за услугите за поддршка. Овие трошоци се премногу високи за да можам сам да ги поднесам. Едноставно нема разумни решенија. Ниту една помош не е понудена за мојата реалност. Се чувствувам како да сум заглавен во лавиринт без излез. Низ годините упатив бројни апели до секој можен извор. Се обидов да најдам помош, каде и да е, но најчесто наидував на непробоен џид од рамнодушност. Понекогаш дури и наидов на отворена злоба или непријателство. Оваа реакција е шокантна. Како може некој да биде толку бездушен кон туѓата болка? Имам чувство дека мојот глас не стигнува до оние кои треба да го слушнат. Секој обид да добијам помош завршува со разочарување. Владите и социјалните служби се покажаа како бескорисни. Нивните врати се затворени за мене. Нивните срца се исто така. Јас сум само уште еден број во системот. Но за мене тоа е мојот живот. Секој ден е борба за преживување. Борба за достоинство. Борба да не се откажам. Но силите полека ме напуштаат. Моето тело е изморено. Мојот дух е исцрпен. Но сепак се држам до последната капка надеж. Секое утро се будам со истата неизвестност. Дали ќе можам да си дозволам да живеам денес? Дали ќе имам доволно за најосновните потреби? Ова е реалност која никој не заслужува да ја живее. Некогаш се прашувам дали некој навистина се грижи. Дали постои некој кој е подготвен да пружи рака? Немам каде да се обратам. Моите пријатели и семејство веќе ги исцрпија своите ресурси. Јас сум сам во оваа борба. Ова е мојот крик за помош.
Не молба за сочувство, туку итен повик за дејствување. Моето барање е едноставно и хумано. Не барам сочувство, туку практична помош. Потребна ми е информација за потенцијални извори на помош. Секаква информација е драгоцена. Може да направи огромна разлика. Барам контакти до добротворни организации. Здруженија кои се подготвени да помогнат. Исто така, приватни субјекти кои можат да понудат поддршка. Потребни ми се финансиски грантови. Тие ќе ми овозможат основно постоење со достоинство. Тоа е се што барам. Секоја информација, упатување или помош може да го промени животот на една личност на подобро. Верувам во моќта на заедницата. Верувам во човечката добрина. Ве молам, не го игнорирајте мојот апел. Мојата надеж лежи во вашите раце. Вашата помош може да биде мојата последна шанса. Не станува збор само за мене. Станува збор за сите оние кои се соочуваат со слични предизвици. Оние кои се невидливи за системот. Вашата поддршка може да испрати порака. Порака дека не сме сами. Порака дека има надеж. Секоја мала помош е важна. Секој совет е добре дојден. Нема ништо премногу мало или премногу големо. Само сакам да живеам достоен живот. Да имам покрив над главата. Да имам храна на масата. Да можам да си дозволам лекови. Да можам да ги платам потребните терапии. Да не морам да избирам помеѓу здравје и глад. Ова не е невозможен сон. Тоа е основно човечко право. Право кое ми е одземено. Затоа ве молам, ако имате информации, ако знаете некој кој може да помогне. Ако сте организација која има ресурси. Ве молам, јавете се. Мојот живот зависи од вашата подготвеност да помогнете. Вашата акција денес може да ми донесе утре. Ви благодарам за вашето време и внимание. Со длабока надеж, Асаф Бењамини.